Добро вечер. Во вестите разговарам со вице-премиерот за европски прашања Фатмир Бесими. Добро вечер. Добро вечер. Ова е ваше прво телевизиско интервју. Во меѓувреме имавте и средби со високи представници во Европската комисија. Ве прашувам, полесно ви беше во одбраната или со Европската унија? Видите, во влада или во државни институции генерално нема лесна работа. Едноставно има одговорни работи. Ако ме прашате која е поодговорна, и двете се еднакво одговорни. Меѓутоа, динамиката и темпото поради тоа што евроатлантските интеграции тој процес некако одат паралелно и НАТО и Европска унија, можам да кажам дека овде исто така следи таа динамика, меѓутоа со поширок диапазон, односно спектар на институции. Првиот тест го имате веќе во вторник, доаѓа еврокомесарот за проширување Штефан Фуле. Кажете ми, дали овој пат ќе биде задоволен еврокомесарот од сработената од владата? Во текот на наредна недела очекуваме тоа што е направено да се дискутира и тие се разговори што се водат во Скопје во однос на подготвителните работи, како ќе изгледа извештајот, пролетниот извештај, доколку има одредени работи да се кажат или препорачат за владата до јуни да направи дополнителни реформи, што би значиле дополнителен прогрес. Во фокусот сега се изборите. Брисел будно ги следи. Помина првиот круг, ги слушнавме, првичните оценки беа позитивни. Во недела имаме втор круг. Кои се вашите оценки? Дали ќе го изненадиме позитивно и со вториот круг? Ние би изненадиле доколку оди нешто спротивно тоа што треба да биде. Затоа што Република Македонија веќе уште 2011 имаше позитивни и мирни демократски избори. Првиот круг продолжи во тој дух. Очекуваме и вториот круг до крајот на оваа недела да заврши во еден таков дух, таков процес, демократски, мирен процес, што е исклучително важно за демократските капацитети на Република Македонија и имиџот на Република Македонија, пред се за граѓаните, демократијата на Република Македонија важно, а потоа и во извештајот дефинитивно процесот ќе се ослика и во извештајот. Доколку помине све во најдобар ред, тоа значи дека во тој дел Македонија ќе има позитивна оценка. Дали локалните избори ни се последниот мост кој што Брисел ни го дава да го поминеме? Имаме ли некаква гаранција дека доколку се помине како што треба, голема е веројатноста да добиеме на некаков начин датум за преговори? Јас не би рекол дека сега изборите се клучниот елемент за датум за преговори. Претходно имавме еден друг предизвик во однос на политичкиот диалог. Овие се теми што Република Македонија треба да докаже и покаже капацитет, демократски капацитети, било тоа да е на институции, било тоа да е политички капацитет, било тоа да е во однос на реформите. Не значи дека само едно од овие доколку се исполни, Република Македонија може да очекува позитивен извештај во јуни, односно датум за преговори. Тие се цел сет на работи. Значи, петте приоритети што се предвидени во високиот диалог, пристапен диалог за Европска унија, и другите две теми, како што се добрососедските односи и прашањето за името, тие се гледаат све во пакет. Остануваат уште неколку месеци до европскиот состанок. Планирате ли средби со вашите колеги од останатите земји членки, некако да лобирате и да знаете какво е нивното расположение? Да. Фуле тоа знаеме, го прави активно, има средби со амбасадорите, ги информира. Вие? Секако. Значи, три области се на активност. Една е реформите, второ е дипломатската агенда и трето е работа за подигање на јавната свест и поголема вклученост сите сегменти во нашето општество во однос на евроатлантскиот процес. Вашето прашање е токму на вториот дел, агендата, и тоа ќе биде една активна агенда, интензивна, не само со функционери во Европска унија, туку и директно со министри од земји членки на Европска унија. Веќе ми е закажана средба во текот на април со председавачот на Европска унија, значи во Ирска, министер за евроинтеграција и вице-премиер во однос на овие прашања, и слични посети има во други земји членки на Европска унија, каде што сметаме дека е корисно и важно да се разговара со нив за тоа што го има направено Република Македонија и нашите заложби за членство во Европска унија. Сметам дека ваквиот потек и ваквите средби секако дека ќе влијаат во дискусијата и одлуката на земјите членки на Европска унија во Советот на Европска унија во јуни. Благодарам ви и посакувам успех. Вице-премиерот за европски прашања Фатмир Бесими, гостин во вестите. Студио.